Притисокот од медиумите и меѓународните организации помогна грчката влада да ја повлече расистичката одлука. Македонските фудбалери ќе можат со македонски пасош да играат во грчките клубови. Брисел го поздравува подпишувањето на извештајот. По Филе и Ховит со поддршка за постигнатиот напредок. Европа очекува целосно спроведување на договорот од 1 март. Ние покажавме како се штитат државните интереси во значени моменти. Казни до 15.000 евра за кршење на законот за студентски стандард. Собранието ги изгласа правилата за сместување во студентските домови. Шумите во Битола и Прилеп се уште во пламен. Ќе им помогнат ли временските услови на противпожарните служби? Воената интервенција во Сирија се поизвестна. Американците лобираат кај партнерите за напад. Притисокот од медиумите и меѓународните фудбалски организации овој пат се покажаа како успешни. Грчката влада ја повлече расистичката одлука со која на македонските фудбалери им се забрануваше да играат во грчките клубови со македонски пасоши. Валентин Николовски ги има деталите. Притисокот од медиумите, јавноста и меѓународните фудбалски организации успеа. Македонските фудбалери продолжуваат да играат во грчките клубови со македонски пасош. Моментално се решија сите проблеми, нема никаков проблем. Голема заслуга и на нашата држава и на сите телевизија и на сите што се ангажира да ни помогнат и на нормално и на сите грчки адвокати и на политичари што ни помогна за овој процес. Моментално се е окей, продолжуваме да играме и да спортуваме. Предходно со скандалозна уредба на грчката влада и Грчката фудбалска федерација, на македонските фудбалери не им беше дозволено да ги потпишат договорите и покрај уредните документи поради уставното име на земјава во патните исправи. Наместо тоа, бара во нив да пишува Фиром или Скопје. Според адвокатите и раководствата на клубовите, грчкиот спорт не памети посрамна одлука досега, која не е само дискриминирачка, туку и расистичка. Како таква ја оценили и од ФИФА и УЕФА. Да, од ФИФА и УЕФА имаше официјално дека по многу тоа е знак на расизам и дека мора од моментално да се застане тоа и да се даде нормално да се играат на сите спортисти од Македонија да играат во Грчка без проблем никако. За сега не се знае кој влијаел да се донесе ваквата срамна уредба, но сите сомнежи водат кон политичарите од неофашистичката Златна Зора, која е позната по своите антимакедонски, ксенофобични и расистички ставови и скандали. Со заорување на нивите, означен стартот на проектот Джомаилија. Сахара ќе инвестира 211 милиони евра, а ќе се вработат 2000 лица. По 35 години Македонија набавува нови возови. Граѓаните конечно ќе добијат модерен и брз транспорт. Извештајот подпишан во Скопје позитивно ќе влијае на извештајот кој треба да го состави Брисел. По Филе и Ховит излезе со поддршка за постигнатиот напредок. Унијата очекува целосно имплементирање на договорот од 1 март. Во Европската комисија не се крие задоволството од постигнатиот договор со консензус на адхок комисијата за истраги на сопраниските настани од минатиот декември. Откако комесарот за проширување Штефан Филе вчера ги поздрави заклучоците, нарекувајќи ги успешни и конструктивни, денеска известувачот од Европскиот парламент Ричард Ховит со порака дека постигнатиот договор носи позитивен извештај со нова препорака за почеток на пристапните преговори на Македонија со Унијата. Најнапред би сакал да го проучам договорот во детали, но сепак не се двоумам да го поздравам успешниот договор на комисијата постигнат со консензус, посебно што е дел од политичкиот договор од 1 март со цел надминување на политичката криза во земјата во што јас бев инволвиран, вели Ховит. Известувачот од Европарламентот за Македонија вели дека разговарал со еден од членовите на комисијата за текот на незината работа и затоа потенцира дека е задоволен од постигнатиот договор кој според него е одличен за евроинтеграциите на земјата. Убеден сум дека заклучоците на адхок комисијата имат влијание кај Европската комисија за носење на позитивен извештај за земјата следниот месец. Не би сакал да коментирам дали или не ќе има нова препорака за почеток на пристапните преговори на вашата земја со ЕУ, но сигурно сум дека се тоа носи добро и убеден сум дека позитивно ќе влијае и во однос на препораката, заклучува Ховит. На прашањето да го коментира одбивањето на опозицијската СДСМ да се одржат превремени избори есенва, што го понуди македонскиот премиер Груевски, ако е поради инсистирање на Црвенковски се најде во договорот
договорот од 1 март, Ховито одби да коментира. Но затоа пак портпаролот на Филип Петер Стано денеска со порака дека Европската комисија очекува да бидат исполнети сите точки од договорот од 1 март со кој беше разрешена политичката криза во земјата, па и во однос на можноста за одржување на предвремени избори во нашата земја. Договорот од 1 март, каде посредуваше Европската комисија заедно со Европскиот парламент, е важен и ние очекуваме истиот да се имплементира во однос на сите точки. Ние подсетуваме дека е важно сите, и владата и опозицијата, да осигуруваат сите точки од овој договор да бидат имплементирани што е можно побрзо. Конкретен е стан. Брисел, Боба Нонковиќ. Покажавме како се штитат државните интереси во значајни моменти, вели Груевски за подпишаниот извештај на Адхок комисијата. Документот денеска во рацете на председателот Иванов и вице-премиерот Бесими го предаде председателот на комисијата Борче Давидковски. Јас мислам дека доволно кажав во минатите денови за овој партиски извештај во делот на правните квалификации и гледам дека веќе јавноста го нарекува и со некои други имиња. Она што е важно дека ние покажавме како се штитат државните интереси во значајни моменти и ние ќе продолжиме понатаму да работиме, да останеме фокусирани на реформите, на проектите и се друго што го подобрува квалитетот на живот на нашите граѓани. Бевка е председателот, што туку му го предадов двата документа му ги предадов, значи подпишаниот извештај од членовите на комисијата и договорот за имплементација на истиот, кој што по мене исто така многу битен дел од целава работа за разрешување на настаните, бидејќи тој договор е обврски кој што ќе има парламентот, каде што во парламентот во многу скоро време ќе мора да се формира комисија на паритетна основа, значи од едната и од другата политичка партија, која што ќе одлучува со консензус и која ќе пристапи кон измените на Законот за собрание, на делоговникот, подготвување на нов етички кодекс. Според сознанијата на порталот Курир, лидерот на СДСМ Зоран Заев бил најмаргинален играч на седницата на комисијата за случувањата од 24 декември. Порталот објавува дека ниту на Бихачка Заев немал поважна улога. Сето тоа како резултат на бројните гафови во медиумите направени од него во изминатиот период. Маргинална била улогата на новиот председател на СДСМ Зоран Заев во комисијата за 24 декември, јавува Курир. Порталот, повикувајќи се на свој извори, пишува дека Заев на средбата во клубот на пратениците на почетокот од минатата недела се јавил за збор само 3 пати, ако не се смета разговорот за Северина, кога струмичкиот градоначалник се пофали со заработката од концертот на хрватската пејачка. Како што пишува Курир, при првото обраќање на Заев, никој од присутните на седницата на комисијата во проширен состав не разбрал што сака да каже струмичкиот градоначалник, а членови меѓусебно се прашувале што е поентата на лидерот на опозицијата. Второто обраќање го искористил за да им укаже на присутните дека е посилен од Црвенковски, потенцирајќи дека победил во Струмица без да го спомне 24 декември во својата кампања. На ова, како што пишува Курир, добил знак од својата заменичка дека Десковска веднаш ќе му го пренесе целиот разговор на Црвенковски, но Заев не ја разбрал, па продолжил со фалењето на својата кампања. Третото јавување во комисијата според Курир било символично, каде Заев побарал партиите да си простат меѓу себе. Според порталот, Заев останал без зборови кога Груевски пред целата комисија го подсетил што се договориле на нивната заедничка средба со председателот Борче Давидковски околу правните квалификации. Улогата на Заев во експертското тело не се разликува многу од онаа која тој ја има во партијата, заклучува Курир. Лидерот на СДСМ во јавноста се појави 3 пати во последните 3 месеци. Не се осмели да се појави во јавност ниту во првата прилика кога партијата требаше да донесе голема одлука по предлогот на Груевски за предвремени избори. Наместо тоа ја пушти својата заменичка Шекеринска, која излезе со став кој ја збуни јавноста, бидејќи СДСМ стана единствена опозицијска партија во регионот која бега од предвремени избори. Експерти за Курир коментираат дека членството и раководството на СДСМ го држат Заев далеко од новинарските прашања, за да не се случи некој нов политички гаф и бламажа по големиот број непромислени изјави.
Означен стартот на проектот Джумаилија на 5.500 хектари во Свети Николско, групацијата Сахара ќе инвестира 211 милиони евра, што е најголема инвестиција во земјоделието во изминатите 25 години. Изградбата на млекарницата ќе стартува во октомври, а првите млечни производи ќе се најдат во маркетите од следната година. Борче Пуновски за инвестицијата во Джумаилија разговараше со министерот за земјоделство. Министер, денеска официјално започна реализацијата на проектот Джумаилија, каде што се предвидени да бидат инвестирани околу 211 милиони евра. Што ова ќе представува за македонскиот аграр? Благодарам на прашањето. Прво, со ова докажуваме дека имаме навистина сериозен проект. Проект кој што ќе значи возобновување или уште една или две скали качување на нивото на македонското земјоделство. Исклучително важен проект, прво од земјоделски аспект, второ од социјален аспект, со оглед на купниот број на лица кои што ќе бидат ангажирани. И трето, од економски аспект, исто така битен проект заради тоа што во голема мера ќе има значење пред се за домашниот пазар, за задоволување на потребите на домашниот пазар, а истовремено и можности за извоз на надворешните пазари, надвор од Република Македонија во регионот, односно и пошироко. Велам, со ова докажуваме дека имаме сериозен партнер кој што и пред време започна со подготвувачките активности за започнување на обработување на земјоделската површина. Над 5.500 хектари се во прашање, тоа не може за еден ден да се одработи, меѓутоа со оглед на тоа дека земјишното повеќе од 3 години не е обработувано, треба да се преземат благовремено токму овакви работи, подготвувачки, за да може навреме да се обработи земјоделската површина и сите оние активности кои што следат после тоа за до година да можеме да го очекуваме првата реколта на земјоделски производи пред се на сточна храна, кои што ќе бидат потребни за задоволување на фармата која што ќе треба да никне веќе многу скоро на овие простори. Така, ја споменавте фармата, таа ќе содржи дури 20.000 грла, ќе задоволуваме тогаш барем делот суровината која што сега ни недостасува. 20.000 грла ќе бидат етапно, значи во рок од 3 години. За првите 18 месеци се предвидени 9.000 грла да се донесат до државата и токму тие причини со Агенцијата за храна и ветеринарство веќе се дефинирани локациите каде што ќе биде карантинот, каде што ќе може да се сместат грлата говеда, да може да помине тој законски и вообичаен период на карантинско сместување и испитување на здравствената состојба на животните и потоа сместување во просториите каде што понатаму ќе бидат третирани. Така, на оваа локација ќе биде изградена и нова млекарница. Новите собственици, инвеститорите најавија за една година дека веќе ќе имаме производите ќе бидат на масата на граѓаните. Па секако, значи предвидено е следно. На повеќе локации одгледување на 20.000 грла во следните 3 години, понатаму следи подигнување на капацитет за преработка на млекото од 80.000 литри на дневна основа, со кое што во голема мера ќе бидат задоволени потребите на домашниот пазар, со млеко свежо и млечни производи и исто така со капацитет од 75.000 тони на годишно ниво ќе биде изграден третиот капацитет за производство и преработка на сточна храна. Особено битно за Македонија со оглед на тоа што Македонија за жал и денеска е увозно зависна од сточна храна. Сега покрај едниот или двата капацитети кои што ги имаме во државата, ќе има трет капацитет со 3 пати поголем капацитет, односно количина кој што ќе може да произведува во однос на првите два, значи од 75.000 тони кои што очекуваме дека ќе ги задоволи потребите на домашниот пазар. По 35 години Македонија купува нови патнички возови. Огласот за оваа инвестиција вредна 25 милиони евра објавен денеска, а на оваа тема наш гостин во вестите е министерот за транспорт и врски Милијан Екиевски. Министре, добар ден. Благодараме за одвоеното време. Колку возови ќе се набавуваат? Па со оваа постапка инвестиција од околу 25 милиони евра ќе се набават 6 гарнитури, од кои 4 се дизел и 2 електролокомотиви, што значи дека капацитет некаде околу 1200 патници ќе можат да се возат во нови модерни вагони. Што може да очекуваат патниците во однос на удобноста и брзината на патување со новите возови? Ова се гарнитури кои се нови согласно најновите европски директиви. Самите гарнитури ќе бидат целосно климатизирани, ќе имаат пристап за инвалидизирани лица, ќе бидат многу комотни и ќе можат граѓаните по истата цена
да се возат во многу покомотни и поудобни возови. Со оглед на тоа дека во моментов состојбата со возовите е, да не речеме, катастрофална. Дали очекувате дека ќе се зголеми интересот за патување со возови со набавката на овие нови вагони, овие нови услови кои што ќе им се нудат на патниците, со оглед на тоа дека некако во овој момент се избегнува транспортот со воз, токму поради таквите лоши услови? И вие самите кажавте дека последните возови во Република Македонија се набавени пред 35 години. Самиот пример што ќе набавиме нови, сосема нови возови, земајќи го истиот пример од набавката на автобусите, во ЈСП драстично се зголеми бројот на патниците во делот на автобускиот сообраќај, очекувам истото да се случи во делот на железничкиот сообраќај, драстично да се зголеми бројот на патниците, односно поголем број на граѓани во Република Македонија да користат железницата како алтернативен транспорт. Рековте дека цената ќе остане иста. Па нема директно да влие. Сега владата не планира зголемување на цените на тикетот за возови. Ние не планираме да ги зголеме, значи ова набавка на возови нема да придонесе до директно зголемување. Доколку има, не знам, драстично зголемување на цената на нафтата или други трошоци, тоа ќе размислиме за зголемување на билетот, но самата набавка на вагони нема да придонесе на зголемување на цената. Инаку со набавката на овие гарнитури некаде околу 60% од капацитетот ќе има сосема нови возови, а 40% ќе бидат репарирани. Дел од нив се веќе репарирани, дел ќе бидат репарирани во текот на наредната година. Кога се очекува овие возови да бидат ставени во функција? Па јас согласно динамичниот план што ги имам утврдено со ЕБРД, се очекува склучување на договор крајот на оваа година, почетокот на наредната, а компанијата која ќе биде избрана ќе има максимален рок од 12 месеци да ги достави возовите, значи крајот на 2014, почетокот на 2015 ќе имаме нови возови во Република Македонија. Да, веројатно ова ќе го заживее железничкиот транспорт во Македонија. Јас ви благодарам за гостувањето. Благодарам вас на поканата. Казни од 15.000 евра предвидуваат казнените одредби во новиот закон за студентски стандард, кој денеска собранието го изгласа со 74 гласа за. Новиот закон треба да воведе ред во распределбата на местата во студентските домови. Донесени измените на Законот за студентски стандард и власта и опозицијата согласни, треба да се стави ред во делењето на легла, да нема злоупотреби, се да биде транспарентно. Тоа ќе го гарантираат и казните кои се високи и изнесуваат од 7,5 до 15.000 евра за одговорното лице кое нема да го почитува законот. А дали го контролираат тој што ве контролира вас? И токму тука е проблемот. Некој друг што ќе му нареди на одговорното лице да постапи спротивно од пропишаната процедура. Дефинитивно ќе се оди на чист и правичен пристап, што се однесува на другата страна. Секој што мисли да интервенира, почнувајќи од мене како заменик министер, почнувајќи од министерот за образование, секој од нас ќе сноси сопствена и политичка и професионална одговорност. Горан Мисовски смета дека законот е задоцнет и леглата се веќе партиски поделени, но дека ситуацијата не е таква ќе покаже списокот врз кој ќе имаат увид сите граѓани, вели Незири. Секој ќе има пристап до листата на сите оние кои ќе бидат рангирани и регистрирани или пишани во студентските домови и ќе се види дека на вистина врз основа на кој критериум, кое начело се примени сите тие студенти во студентските домови. Пратениците расправа и за измените на законот за учебници со кој се предвидува откуп и прилагодување на книгите од издавачката куќа на Универзитетот Кембридж, Велика Британија. Оделението за физикална терапија во Велишката болница ќе добие нов лик. Министерството за здравство најави реконструкција на зградата и промена на вратите и прозорците. Нов лик ќе добие оделението за физикална терапија во Велешката болница. Целосно ќе се реконструира зградата. Според проектот на Министерството за здравство ќе се заменат дотраените врати и прозорци, ќе се реконструираат и тоалетите. Објектов го видовте и вие, е стар 60 години, не е реновиран, мислам дека не еднаш. Целосно ќе се реновира по најсовремени стандарди, со тоа ќе допринесеме како прво за да се подобрат условите за работа на здравствените работници, а и пред се за да се подобрат условите за лекување на пациентите. Физикалното одделение ќе добие и нова здравствена опрема. Предвидено е да се купи апарат кој во исто време ќе обслужува 6 пациенти. Многу ќе значи за нашата болница, тоа значи дека ќе се работи во поквалитетни услови,
со доопремувањето ние ќе добиеме на крај задоволни пациенти. А тоа е наша цел. Реконструкцијата на физикалното одделение во Велешката болница треба да заврши по 3 месеци. Ќе чини 140.000 евра. До крајот на годината ќе се заокружи бројката од 500 лекари кои биле на едукација во странство. Во септември во земјава ќе дојдат 25 врвни американски експерти медицински кои ќе вршат едукација на лекарите во земјава. Над 300 македонски лекари биле на обука во врвни медицински центри во странство. До крајот на годинава на доедукација во познати болници низ светот ќе заминат уште 200 медицински лица. Паралелно во септември во земјава ќе дојдат 25 еминентни американски лекари кои ќе ги пренесуваат нивните знаења и искуства на македонските колеги. Според премиерот Никола Груевски, ова е еден од некрупните проекти во здравството. Може да купите добра опрема, да изградите или реновирате убави згради, да смените многу работи, меѓутоа медицината е жива материја, секојдневно во светот има нови научни откритија, нови научни истражувања, нови методи за лечење, за операции и така натаму. Така што со овој проект овозможуваме нашите медицински лица, нашите лекари да бидат во тек со најновите достигнувања во медицината. Тие се испраќаат во Америка, низ Европа, во Германија, во Холандија, во Италија, во Турција. Премиерот Груевски денеска присуствуваше на промоција на најсовремена лабораторија за истражување на културното наследство. Во неја ќе се вршат хемиски и физички испитувања и драстично ќе се зголеми стандардот на научното работење. Новата софистицирана опрема ќе има значителен придонес, особено во процесите на конзервирање и реставрирање. Ова е дел од владиниот проект кој предвидува опремување на преку 90 лаборатории за истражувачки, научни и наставни цели во различни сектори. Шумите во Прилеп и Битола се уште се во пламен. Противпожарните служби и местното население мака мачат со гасењето на огнот на 3 локации во Прилепско и Битолско. Пожари беснеат низ Македонија изминативе 2 дена. Жителите од повеќе места се борат со огнената стихија, а оние од Ивени и Брник со него се обидуваат да се справат веќе 48 часа. Од Центарот за управување со кризи велат дека екипите неуморно работат за тој што поскоро да биде изгаснат. Гори сува трева и нискостеблеста шума, а на терен интервенира екипа од јавното предпријатие Македонски шуми Кајмакчалан, Битола и лица од територијалната противпожарна единица од Битола. Активен е се уште и пожарот кој вчера избухнал помеѓу селата Костинци и Слепче. Со огнена стихија се соочуваат и мештаните на прилепските села Лопатица и Крушица, а екипите се на терен од првиот миг откако пожарот е локализиран. Започна пожар на стрништа помеѓу селата Костинци и Слепче во општина Долнени. Поради силниот ветар пожарот преминал преку железничката пруга Прилеп-Велес и еден крак од пожарот беше проширен спрема село Слепче, а вториот крак спрема планината и зафатена е дел од деградирана дабова шума. Во гаснењето на овој пожар во текот на денот интервенираат пожарникари со противпожарни возила, екипи на јавното предпријатие Македонски шуми од Прилеп, а беше вклучено и местното население и пожарот е се уште активен. Пожарната во соработка со АРМ успеа да го изгасне пожарот кај излетничкото место Крушино, а веќе локализиран е и оној во село Беранци, чие гаснење е во тек. Температури пониски за десетина степени во одредени делови од државата денеска, во Скопје дождот речиси да не запре. Одиме во живо пред управата за хидрометеоролошки работи, таму е колегата Никола Здравковиќ. Никола, какво е времето во останатите делови од државата? Можат ли временските услови да помогнат во гасењето на уште активните пожари? Да, Иван, како што веќе ти посочи, денеска сме сведоци дека врз главниот град скоро во текот на целиот ден врне дожд. Меѓутоа, дождот како ќе биде добредојден и на другите градови во Републиката, особено на оние кои што се соочуваат со пожар, како и на местата кои што претходниве 48 часа се справуваат со огнената стихија. Тука сме во управата за хидрометеоролошки работи, разговараме со господјата Душанка Танушевска, која ќе ни каже какво време не очекува. Господјо, повелете. Да, благодарам. Значи, до крајот на денов ќе биде претежно облачно времето, па еве и во поголемиот дел од земјава веќе имаме врнежи, меѓутоа пообилни се врнежите во западните и северозападните делови на земјава. Ќе продолжат и во текот на ноќта.
па се очекува околу 20 литри на метар квадратен да наврне воден талок, особено значи во крајните западни делови на земјава, меѓутоа и во текот на утрешниот ден повторно ќе имаме врнежи, преку денот ќе има подолги сончеви периоди, меѓутоа околу пладне и попладне повторно ќе биде нестабилно облачно со порен дожд, грмежи и засилување на ветерот. Ветерот може да биде доста силен и да надминува над 60 км на час, па можна и изолирана појава на град, значи не е исклучена. Исто така и во текот на утрешниот ден врнежите повторно ќе бидат повеќе застапени во западните и северните делови на земјава, па се очекува да наврнат некаде и над 20 литри на метар квадратен. Веќе кон крајот на денот постепено времето ќе се стабилизира, значи атмосферата ќе се стишува, така да постепено и времето ќе се и облачноста ќе се намалува и ќе имаме значи сончево време со умерена облачност, малку посвежо. Меѓутоа во наредните денови можно е за време на викендот локално некаде да имаме краткотрајни и слаби врнежи од дожд, температурата ќе има тенденција на благо паѓање. Значи во наредните денови можеме да очекуваме ваквото време да се појави и во главниот град, меѓутоа и во другите градови од републиката. Зборувам за утре дека слично време ќе имаме, нестабилно облачно, особено во северните и западните делови на земјава. А кон крајот на денот, значи, се очекува стабилизирање на времето утре, значи кон крајот на денот. Стабилизирање и потоа ќе имаме претежно стабилно и посвежо време, така да можно е за време на викендот некаде краткотрајно да имаме слаби врнежи од дожд, меѓутоа воопшто претежно стабилно време ќе имаме после утрешниот ден. Ви благодарам. Еве Иван, како што имавме можности самите да слушнеме дека жителите на одредени места кои што се справуваат со огнената стихија ќе можат условно кажано да сметаат на помош од небото и од дождот, меѓутоа не секаде. Да, очигледно во Битола и во Прилеп ќе мора противпожарните екипи и локалното население да продолжат да се борат против огнените стихии. Никола, јас ти благодарам за вклучувањето во вестите. Војната интервенција врз Сирија е се поизвестна. Вашингтон и Лондон ја предводат мисијата во барање поддршка кај сојузниците за напад. Москва е децидно против војна интервенција во Сирија. Сања Сизова ги има деталите. Западните медиуми шпекулираат дека воздушната интервенција врз Сирија би можела да се изведе во текот на наредните денови. Во тек е распоредување на британските и американските војни авиони транспортери во базите на Медитеранот. Според Вашингтон, режимот во Дамаск ја пречекорил црвената линија и треба да биде казнет. What we saw in Syria last week should shock the conscience of the world. It defies any code of morality. Let me be clear. The indiscriminate slaughter of civilians, the killing of women and children and innocent bystanders by chemical weapons is a moral obscenity. Дамаск ги обвини американците дека сака да го повторат сценариото од Ирак, барајќи лажно алиби за војна интервенција. No country would launch a chemical attack against its own people. If Syria did such a thing, I demand to see the proof. I'm asking the UN inspectors to go public with the facts. The US does not want a political solution. They pulled out of the Geneva talks. The reason is clear. Israel does not want a political solution. It wants violence and terrorism, just like the US. Москва предупреди дека нападот врз Сирија би можел да има катастрофални последици врз целиот регион. Еве ги останатите вести од светот денеска. Во Брисел продолжува 15-тата рунда од дијалогот меѓу Белград и Приштина. Во фокусот на средбата меѓу премиерите на двете земји, Дачич и Тачи, во присуство на шефицата на европската дипломатија, Ештон, се ноемвриските локални избори на Косово. Српските власти не се согласуваат на гласачките ливчиња да има знаци на косовската државност. За нив прифатливо е само логото на Централната изборна комисија. На состанокот ќе бидат разгледани преостанатите прашања поврзани со телекомуникацијата и енергетиката. Американските пожарникари ја продолжуваат борбата да го стават под контрола големиот пожар околу националниот парк Јосемити во Калифорнија. Акцијата ја отежнуваат силните ветришта, високите температури и екстремно сувите временски услови. Огнената стихија се заканува да доведе до прекин на снабдувањето со вода и струја на градот Сан Франциско. Пожарот избувна пред 10 дена и има зафатено на 400 квадратни километри шума.
Во пустината Атакама, во Чиле падна снег. Според жителите на градот Сан Педро де Атакама, овој се најсилните снежни врнежи во пустинскиот регион во изминатите 3 децении. Да, ете такви се временските услови, некаде пожар, некаде дожд, некаде снегови. Тоа би биле последните информации во вестите во 16 часот, многу повеќе на Сител.com.mk и секако во дневникот во 19 часот. До тогаш имајте пријатно попладне.